Здраво дечки, јас сум Бранко Атанасов, имам 18 години. Знаеме дека постојат два вида на врсничко насилство. Тоа е физичкото и психичкото, односно вербалното врсничко насилство. Јас можам да кажам дека сум бил жртва и на двата вида на ова насилство. Верувам дека ако не секое второ дете било жртва на врсничко насилство. Тоа најчесто се случува во основното и во средното образование. Јас едноставно не сум им давал многу внимание на тие кои што пробале да ми го нарушат расположението или не знам што сакале. Едноставно сум ги игнорирал, бидејќи сметам дека ако им возвратам на ист начин, кој што тие пробале мене да ми наштетат, ќе станам ист како нив и ќе покажам само дека и јас сум таков. А мене тоа не ми е целта. Целта ми е да покажам дека сум нешто повеќе од тоа и да им покажам дека тоа не е начин да се изразуваме, тоа не е начин да покажеме дека кај некој нешто му смета. Едноставно мислам дека со добар разговор, ако кај некој нешто му смета, може да го решите тоа и тоа воопшто не е кул. Тоа воопшто не е интересно. Верувајте, нема да бидете добро забележани кај другите луѓе, ако сакате внимание. Нема да изгледате ништо посебно и ништо појако во очите на другите луѓе. Нема да мислите дека ако почнете и вие да вршите насилство врз другите, дека ќе западнете во некои големи и јаки друштва. Не. Тука едноставно ќе бидете само исмејани од другите и ќе мислат дека сте невоспитани, некултурни. Така да, мислам дека, како што кажав и пред тоа, со еден добар разговор може се да се реши. Здраво, моето име е Вероника. Имам 18 години и знам дека насилството не е кул. Насилството може да ги нападне сите возрасти. Да се јави како психичко, физичко, вербално, сајбер, односно интернет насилство во сите форми и големини. Никогаш не е посакувано. И секој може да биде негова жртва. Единственото прашање што останува е зошто? Како дете уште на мала возраст имам соочено со вербално и физичко врсничко насилство. И не мислам, туку знам дека насилството не е кул.